Кратки најави за денешниот дневник. Високите температури и напливот на туристи причина за зголемен број интервенции на брзата помош. Контролирани 13 пловни објекти, констатирани 22 прекршоци. Охрид нова голф дестинација на Балканот. Ке се ангажираат 400 нови лица во противпожарната заштита. Продолжуваат спасувачките акции по поплавите во Тексас. За најавените содржини ќе ви информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид и денес имавме тропски ден, превладуваше претежно сончево, ветровито и многу топло време со максимални 35 степени Целзиусови. Во текот на ноќта, понеделник кон вторник ќе превладува ведро и топло време. Во вторник над западните предели на континентална Европа ќе доминира циклонален систем кој ќе услови нестабилно време со обилни врнежи од дожд и грмотевици. Поврзан фронтален систем ќе се протега и кон централна Европа, каде што се очекуваат поројни врнежи од дожд и грмотевици, пропратени со невреме во централна и источна Европа, како и во областа на Алпите. Истовремено, југот на Европа, од Шпанија преку Италија до Балканскиот полуостров, е под влијание на стабилна воздушна маса, која што условува претежно сончево и многу топло време. Поголем дел од Балканот се уште е под топлотен бран, кој што во југозападните, јужните и југоисточните предели носи сончево и многу топло време. Во останатите предели ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици, а локално со услови за појава на невреме. Максималните дневни температури ќе се движат од 19 до 39 степени. Во Македонија во вторник ќе превладува претежно сончево и многу топло време со појава на локална облачност. Ќе дува умерен југоисточен и југозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 30 км на час. Во попладневните часови локално во северозападните планински предели со услови за развојна нестабилност и можност за локални врнежи од дожд и грмотевици и појава на невреме. Утринските температури ќе се движат во интервал од 12 до 22 степени, додека пак максималните дневни температури ќе достигнат од 27 до 40 степени. УВ индексот ќе има вредност 9. Во Охрид во вторник ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Ќе дува умерен југозападен ветер. Минималната температура од 17 степени, додека пак дневната ќе достигне до 33 степени. Во Охрид во среда ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди. Ќе биде ветровито и посвежо. Минималната температура од 17 степени, додека пак дневната ќе достигне до 26 степени. Во четврток, посвежото утро со температура од само 12 степени, во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност и максимална дневна температура до 25 степени. Во петок ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Минималната температура исто 12 степени, додека пак дневната ќе достигне до 25 степени. Заштитете ги луѓето со нивните соништа, вредности и идеи со кровни и фасадни сендвич панели со дебелина од 30, 50, 80 и 100 мм, димензионирани према објект со изработка на олуци и попратни елементи. Секоја градба има своја потреба, па затоа имаме едноставни решенија за вашите објекти, куќи, јавни згради, ладилници и енергетски постројки. Обезбедуваме термална заштита и заштита од влага и звук. Сендвич панел значи технопанел, а технопанел значи турист инженеринг. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар.
во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден бауцентар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Свис Кроно. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Кнауф и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Бош и Дивол. Кармен Бауцентар на улица Железничка. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Доживеете врвен квалитет на живење во современиот Порта Скопје Бајадора. Стамбено-деловен комплекс, символ на луксус, удобност и сигурност. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТПМ. Зголемен број на интервенции на брзата помош во Охрид, високите температури и напливот на туристи причина за голем број топлотни удари, колапси и сончаници. Сончаници, топлотни удари, убоди од инсекти, каснување од влекачи, алергиски реакции и колапси. Ова се најчестите интервенции на Охридската брза помош. Високите температури и напливот на туристи во екот на летната сезона, повеќекратно го зголемија обемот на работа во здравствените институции. Препораките се многу течности, заштитен фактор и избегнување прошетки од 11 до 17 часот. Најранлива категорија секако се повозрастните личности и личностите со хронични заболувања, значи конзумирањето на вода и течности, супи, млаки, топли чаеви, во течности со богати со електролити е многу битно, за да се одржи телото хидрирано и да се избегнат ефектите кои се предизвикани од зголемените температури. Граѓаните велат им сметаат високите температури, дури и на плажа покрај вода е претопло. На тоа ги поднесувам одит, има сам ветар се прави све до. Не ми сметат, ама и одам и на плажа. Таму користите заштитен фактор? Не. 50 на лицето, 30 на тело. Јас 50 со 50 ти сум повела. Капачите страдаат и од водени шокови, посекотини и скршеници при скокови во вода. Само лани спасителите на вода имале над 1000 интервенции.
10 капалишта на Охридското крајбрежје, преку 1000 интервенции. Оние класични препораки да не конзумираат алкохол на плажата, да се штитат од сонцето, да не влегуваат најнаш од топлото време во ладната вода и да внимаваат на дното при влезот. Во главниот туристички центар има една општа, 2 специјализирани болници и здравствен дом. Од менеджментот велат подготвени се да одговорат на зголемените потреби. Од контролирани 13 пловни објекти, констатирани 22 прекршоци, според Законот за внатрешна пловидба. 7 лица управувале пловен објект под дејство на алкохол. Министерството за транспорт информира дека во текот на вчерашниот ден, 6 јули, во заедничка контрола на инспектори од капетанија на пристаништа Охрид, Езерска полиција, како и од полициска станица Охрид, направени се зајакнати мерки и активности согласно Законот за внатрешна пловидба во период од 14 до 20 часот. За тоа време контролирани се 13 пловни објекти и 13 физички лица, при тоа констатирани се 22 прекршоци според Законот за внатрешна пловидба. Алкотестирани се вкупно 16 лица, од кои кај 7 лица било утврдено присуство на алкохол, од кои кај двајца е утврдено 1,17 и 1,07 промили алкохол во крвта. За констатираните прекршоци изготвен и поднесен е соодветен службен материјал. Од Министерството за транспорт посочуваат дека капетанијата на пристаништа Охрид во соработка со Езерската полиција и во наредниот период ќе ги засили инспекциските контроли и затоа апелираат на времено да се извршува регистрација на пловните објекти и строго да се почитуваат правилата и прописите за безбедна пловидба. Охрид прераснува во нова голф дестинација. Се повеќе туристи од сите страни на светот одлучуваат летниот одмор да го поминат во Охрид, токму поради голф терените, кои се први и единствени во земјава. Голф терените во Охрид се повеќе привлекуваат туристи. Јаро Ернека по потекло од Чехословачка кој живее во Аргентина, патувајќи низ Европа го откри Охрид како нова голф дестинација. Влюбеник во голфот го избра главниот туристички центар за одмор, токму поради голф клубот и терените. I'm not professional golfer. I'm crazy about Не сум професионален голфер, но сум луд по голфот. Секогаш каде и да одам, каде и да патувам, барам да имам можност да играм голф. Многу сум среќен, барав на интернет и најдов дека во Охрид има голф терени, каде може да играм и на вистина. Овде најдов второ семејство. I love Orchid. Let's start from there. The people are extremely Го сакам Охрид. Луѓето се премногу љубезни, природата е преубава, езерото е неверојатно. Се сместивме во еден хотел кој е во близина на голф игралиштето. Топло го препорачувам Охрид, веќе пратив слики од тука во Аргентина, во Германија, во Чешка и во САД. Голфот се смета за ексклузивен спорт, спојна забава и релаксација, достапна за сите генерации. Туристите се повеќе и повеќе во светот, кога одат на некоја дестинација, гледаат дали има околу некој фасилити за голф, дали е тоа терен или драйвинг ренч академија, било што, бидејќи тоа е најбрзо растечки и еден од најмасовните спортови во светот. Во Охрид во 2023 година се изградени првите и единствени голф терени во државава, распослани на 3,5 хектари, со голф драйв ренч, голф игралиште со 6 дупки и голф академија го ставија Охрид на светската мапа туристички дестинации. Охрид е една од општините кои се пријавија за мерката од владиниот план за вработување која предвидува ангажирање на 400 невработени лица во противпожарната заштита. Млади лица ќе добијат обука и месечен надоместок за извршување работи за спречување и намалување на ризикот од пожари, а најдобрите ќе бидат трајно вработени во единиците за противпожарна заштита. Ке се ангажираат 400 невработени лица кои ќе добијат обука за пожарникари и ќе бидат распоредени во противпожарните единици на општините. Месечниот надоместок кој ќе го добиваат лицата е 24.000 денари, а најдобрите кои ќе покажат особен интерес, посветеност и висока подготвеност ќе бидат трајно вработени. Оваа мерка од владиниот оперативен план за вработување се спроведува за прв пат во нашата држава и предвидено е да опфати 14 општини каде има територијални противпожарни единици.
Пријавувањето ќе се одвива транспарентно преку јавен повик, кој ќе биде објавен од страна на општините. Секое лице кое што се чувствува подготвено и мотивирано да даде придонес во оваа заедничка мисија, ќе може да аплицира со поднесување на пријава и апликација. Локалните самоуправи во овој случај ќе имаат активна улога во спроведувањето, затоа што борбата против пожарите е одговорност која што ја споделуваме, од централно до најлокално ниво. Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојан Чангелов кажа дека овие вработувања ќе бидат многу важни за справувањето со пожарите и ги повика сите млади луѓе кои се во добра физичка форма да се пријават на огласот. Можеби сумата на прв поглед не е примамлива, но сите оние кои што ќе се пријават на овој оглас низ територијата на целата држава, при тоа ќе покажат особен успех во справувањето со пожарите, ќе имаат можност професионално да бидат вработени во некоја од територијалните противпожарни единици низ државата. За жал, две општини не аплицираа на овој оглас, општините Кочани и Струмица не аплицираа и бројките кои што беа насочени, односно предвидени за овие две општини, ќе бидат најверојатно распоредени во останатите општини. Се разбира дека оние кои што ќе се јават на овој оглас треба да бидат психофизички здрави, верувам дека сите тоа го знаат, но дополнително ќе утврдиме на кој начин ќе биде проверена и физичката подготвеност на овие луѓе, бидејќи луѓе кои што имат хронични болести, луѓе кои што имат срцеви заболувања, луѓе кои што имат проблем со шеќерот, не е добро да се пријават на вакви огласи. Директорката на заедницата на единиците на локална самоуправа Душица Перишич кажа дека во моментов во земјава имаме меѓу 700 и 800 пожарникари, а според легислативата треба да има еден пожарникар на 1500 граѓани. Вкупната бројка која што треба да се исполни согласно законот е нешто повеќе од 1500 пожарникари, значи двојно повеќе од она што го имаме во моментов. Половина од тој проблем ќе се реши на овој начин со 400 нови вработувања. Јас се надевам дека доколку покажат добри резултати тие ќе останат да бидат дел од противпожарните единици во општините, но она што уште повеќе ме радува е што минатата недела се сретнав со министерот за одбрана, кој што е одговорен за блок дотации, и тој ми рече дека оваа недела ќе почне да подготвува нов закон за противпожарна заштита и дека ќе го вклучи и ЗЕОС, и се надевам дека ќе направиме закон кој што ќе биде достоен за заштита на нашите граѓани и добрата кои постојат во Република Македонија. Владата вчера промовираше 38 стари армиски и полициски возила пренаменети за гаснење пожари. Оваа недела треба да стигне од сервис вториот авионер трактор, додека третиот се очекува да дојде до крајот на месецот или почетокот на август. Јавното предпријатие за комунални дејности Дебрца во соработка со општина Дебрца спроведе активности за чистење и тековно одржување на караарман и опчели. Со реализираните интервенции се очекува подобрување на водоснабдувањето во населените места Новосело, Лешани и Ботун. Овие активности се дел од континуираните заложби на предпријатието за обезбедување сигурно, стабилно и квалитетно водоснабдување за сите граѓани во регионот. Од јавното предпријатие за комунални дејности Дебрца апелираат до сите жители за рационално користење на водата, особено во летниот период, и потенцираат истата да не се користи за наводнување, полевање или други ненаменски цели. Само со заедничка одговорност можеме да обезбедиме доволни количини вода за сите домаќинства, велат од предпријатието. Јавното предпријатие Охридски комуналец ги известува граѓаните на урбана заедница Старград, како и правните субјекти кои својата дејност ја објавуваат во овој дел од градот, да го почитуваат комуналниот ред и пропишаната динамика за подигање на комунален отпад. Правните субјекти задолжително имаат обврска отпадот да го депонираат и да го остават за подигнување во пластични канти за отпад најкасно до 6 часот наутро. Доколку отпадот се остави и надвор од пропишаниот термин или несоодветно депониран, согласно законските обврски ќе интервенира и постапи комуналниот инспекторат, при што ќе биде изречена соодветна санкција, велат од предпријатието.
Граѓаните комуналниот отпад уредно спакуван да го депонираат на определени места за оваа намена или во кантите за отпад во точно определените денови за дадениот реон, најкасно до 6 часот наутро. Граѓаните кои поседуваат викенд станови и приватните станоиздавачи да ги информираат своите гости за комуналниот ред, посочуваат од јавното предпријатие Охридски комуналец. СВР Охрид викендов со заселени контроли во патниот сообраќај. Казни се 8 лица од Охрид и 3 од Струга, кои управувале возило под дејство на алкохол. На 5 и 6 јули 2025 година, во периодот од 22 до 4 часот, на подрачјето на СВР Охрид реализирани се заселени контроли во патниот сообраќај. При тоа полициските службеници контролирале 278 возачи на моторни возила, од кои 110 во Охрид, 73 во Струга, 59 во Кичево и 36 во Дебар. При извршено алкотестирање констатирале дека 15 возачи ги управувале возилата под дејство на алкохол. Од нив 8 во Охрид, по 3 во Струга и Дебар и 1 во Кичево. Тие биле веднаш исклучени од сообраќај, одземени им се возачките документи и поднесени им се соодветни платни налози, информираат од СВР Охрид. Тука е крајот на првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно.